Драги ученици, добре дојдовте на уште еден Едуино час. Јас сум Елена Јоцик Блажевски и сум оделенски наставник во Основното општинско училиште Ацо Шопов од Скопје. На денешниот час по математика ќе ги работиме 2D формите и конкретно ќе се запознаеме со триаголникот. Цели кои што ученикот треба да ги постигне се: препознава, опишува, представува, црта 2D форми, препознава едноставни односи меѓу формите, именува страни, агли и темења на триаголникот, именува триаголници според страните, именува триаголници според аглите, споредува триаголници според страните. Геометриските форми се дел од рамнината. Со кои досега геометриски форми си имавте запознаено? Квадрат, правоаголник, круг, триаголник, шестаголник и петаголник. Триаголникот е геометриска форма која се состои од затворена и скршена линија од три отсечки и е дел од рамнината. Триаголникот има три страни, три темења и три агли. Како го означуваме триаголникот? Триаголникот го означуваме со знакот за триаголник, а темењата со големи латинични букви. Овој триаголник го означуваме како? Го запишуваме знакот за триаголник и ги запишуваме буквите латинични со кои што се одбележани темењата на триаголникот, а тоа ни се D, C и F. Триаголникот исто така можеме да го означиме со помош на неговите отсечки. Отсечките од триаголникот се неговите страни, а тоа се страните DC, CF и FD. Постојат повеќе видови на триаголници и тоа според страните и според аглите. Триаголникот според страните може да биде рамностран, рамнокръг и разностран. Рамностран триаголник е триаголник на кој сите страни се со еднаква должина. Рамнокръг триаголник е триаголник на кој најмалку две страни се со еднаква должина и тие ги викаме краци, а третата страна која што не е еднаква се вика основа. Разностран триаголник е триаголник на кој сите страни се со различна должина. Триаголникот според аглите може да биде правоаголен, остроаголен и тапоаголен. Правоаголен триаголник е оној триаголник кој има еден прав агол. Остроаголен триаголник е оној триаголник на кој сите агли му се остри. Тапоаголен триаголник е оној триаголник на кој едниот агол му е тап. Да повториме. Триаголникот е геометриска форма. Триаголникот е дел од рамнината, ограничен со три отсечки. Секој триаголник има три страни, три темења и три агли. Триаголникот според страните може да биде рамностран, рамнокръг и разностран. Триаголникот според аглите може да биде правоаголен, остроаголен и тапоаголен. Во оваа вежба треба да ги погледнете триаголниците и да размислите каков е триаголникот според страните. Потоа, бројот од триаголникот да се внесе во табелата. Да видиме, триаголникот со број 1 е каков триаголник? Рамнокръг. Триаголникот со број 2 е каков триаголник? Рамностран. Триаголникот со број 3 е каков триаголник? Разностран. Триаголникот со број 4 е каков триаголник? Рамнокръг. Триаголникот со број 5 е каков триаголник?
рамностран. Триаголникот со број 6 е каков триаголник? Рамнокраг. Триаголникот со број 7 е каков триаголник? Рамнокраг. Триаголникот со број 8 е каков триаголник? Разностран. Триаголникот со број 9 е каков триаголник? Разностран. И триаголникот со број 10 е каков триаголник? Рамностран. За домашна работа во тетрадките по математика треба да нацртате еден рамностран триаголник и да го означите со латиничните букви А, С и Ф. Потоа да нацртате еден правоаголен триаголник и да го означите со одсечките НМ, МЛ и ЛН. И потоа да нацртате и да означите еден триаголник по ваша желба.